Dobar ден. Малку одмори, малку нов залет на разните варијации на новиот коронавирус, стравот од нив и се разбира еве ви го септември. Во септември требаше и треба да се изведе една од најсложените статистички операции, се разбира сложена по својата сеопфатност, тоа е пописот. Апостол Симовски, директор на Државниот завод за статистика, веднаш го прашувам со оглед на индикациите дека доаѓа позаразна варијабила од ковидот, возможно ли повторно пролонгирање на пописот со оглед на тоа дека опозицијата, условно кажам, извојува победа со пролонгирање благодарејќи на одложувањето заради шпицот на ковид заразата. Прво, дали ќе дојде до ново одложување? Не планираме воопшто до ново одложување. Нормално се ќе зависи од состојбите со пандемијата, меѓутоа со оглед на моменталните состојби не очекуваме дека барем во овој период во септември дека ќе имаме некој значаен пик како што тоа беше во март и во април годинава. Она што ние сигурно ќе го направиме тоа да ги почитуваме сите мерки на заштита, независно какво е нивото на пандемијата, односно ќе се однесуваме како лица учесници во пописот на начин како да е најголемиот пик на заразата, односно ќе ги почитуваме сите мерки кои што ќе бидат предвидени од страна на Комисијата за заразни болести, па и нешто повисок стандард од тоа. Така да од тој аспект се надам дека населението може да биде да не биде загрижено во однос на својата здравствена состојба. Понатаму, сепак е септември, период кога времето се уште не дозволува, очекуваме да биде убаво време и да делот каде што има можности, пописот не го правиме во затворени простори, туку да го правиме на отворен. Така да не очекуваме тој дел ништо, како год да е, следиме состојбата максимално, ќе ги почитуваме сите мерки кои што ќе бидат препорачани и повеќе од тоа, и ќе водиме сметка за населението. Очекувам дека добар дел и од граѓаните ќе бидат вакцинирани. Ние обезбедивме во овој момент за нашиот персонал да биде вакциниран, така да некаде договорите со Министерството за здравство веќе чуваат резерва вакцини, да и учесниците во пописот, попишувачите и реалноските инструктори во текот на месец август бидат исто така вакцинирани. Но дали ќе сакаат 5000? Тоа е веќе нешто што не можеме да го гарантираме во овој момент, бидејќи не знаеме кој ќе биде се попишувач. Ние ќе имаме евиденција кој е вакциниран, уште на самиот почеток, таков ние и... Тоа значи дека во изборот ќе го правите и ќе регрутирате од веќе вакцинирани? Немаме право на такво нешто, немаме право на такво нешто, заради тоа што сепак тоа би значило некаква дискриминација. Меѓутоа, во апликацијата имаме прашање дали сте вакцинирани и дали пријавувате желба, ако не сте вакцинирани, да бидете вакцинирани. Така да ќе знаеме точно, ќе имаме евиденција, колку од пријавените кандидати се веќе вакцинирани и колку од нив, ако не се, имаат желбата да го направат. За да може да го организираме тоа како што треба. Колку се обнови тој попишувачки тим? Планот е во втората половина на овој месец да го објавиме конкурсот, за да до почетокот на август имаме комплетно. И ќе имате време за нова обука на новите? Да, дефинитивно. Тоа така и планот, обуката не може да се спроведува многу време однапред, заради тоа што се забораваат одредени работи, треба да бидат свежи. На крајот на сите сме живи луѓе, може да се случи нешто и откажување во меѓувреме, за да може да се реагира на време. И во најнормални околности изборот и селекцијата на попишувачите се прави во непосредно пред попис. Многу ми забележа дека е ниско нивото на хонорарите на попишувачите и дека тоа не создава добра база за привлекување, особено новите помлади. Напротив, мислам дека е сосема солидно нивото на хонорарите. Нашите, бидејќи се плаќа по пополнет прашалник, се зависи од тоа колку ќе сработат анкетарите, односно попишувачите. Нашите планирања се некаде да се движат тие хонорари од 20 до 30.000 денари. Тоа се сосема солидни хонорари за помалку од месец дена.
ако се работи по продуктивност на пополнети листи, постои ли опасност некој да си полни? Не постои никаква Без оглед опасност. колка е ниво на двостепеност и Апсолутно тростепеност? не постои никаква опасност, бидејќи клучниот елемент кој што го прибираме со пописот е единствениот матичен број и во дело секунда се открива ако некој е двојно, тројно, повеќекратно попишан, така да тие случаи нема се бројат. Тоа значи дека се е комплетно поврзано с Да. меѓу институциите. И кога тоа е една од темите кога се разговараше, зошто тоа не го направиме дигитално, да речем условно, со компаративните вкрстувања на податоците. Тоа се вели попис базиран на регистри. Да. Најголема желба би било таков попис да може направено. Тоа значи дека прво нема ангажирање на голем број на луѓе како што е тоа случајот сега, тоа значи минимални трошоци за спроведување на попис, тоа значи резултати веднаш. Меѓутоа постојат неколку причини поради кои што за жал не можеме во овој момент тоа да го направиме. Нашите планови се следниот попис да биде на таков начин. Меѓутоа првата работа што не знаеме кој е присутен во земјата, а кој не е присутен во земјата. Тоа е значи првата голема причина зашто не можеме ваков тип на попис да правиме. За жал во тие административни евиденции немаме оваа информација. Втората причина е што огромен дел од населението не живее де факто на адресите кои што ги имаат во своите лични документи, оние кои што се наоѓаат во тие бази на податоци. Така да за пописот е клучна работа да имате квалитетна дистрибуција, територијална дистрибуција на населението, бидејќи особено важно за локалните самоуправи, за да може да го планираат квалитетно развојот на во својата средина. Ова се две клучни причини зашто се уште не можеме ваков попис да направиме. Очекуваме, бидејќи тоа е планот, веднаш после пописот да почнеме да го изградиме статистички регистар на население, значи не е оној административен кој што веќе постои, заради тоа што во тој статистички регистар ќе можеме да ги имаме и адресите кои што ние ги нарекуваме во пописот вообичаени или она де факто адреси, и на тој начин веќе можеме да ги користиме останатите бази за да од нив извлечеме податоци за другите белези, вработување, образование и така натаму. Наидуваше на резерви, на контраверзни коментари, на прилично скептичност. Вашата упорност дека во Македонија во овој момент не живее повеќе од 1,5 или 1,6 милиони жители, кои се жители без прекинат престој во странство, односно прекинат престој во странство не повеќе од една година. Уште ли стоите на тоа дека сме толку малку? Јас никогаш не сум кажал дека тврдам дека се толку. Јас секогаш се плашам дека сме толку. Оно што сите не загрижува, оно што ја гледаме на дневна основа секој од нас, дека голем број на луѓе не се оцелуваат. И овој процес што трае со векови веќе, меѓутоа се интензивира последните 30-40 години. Показателите кои што ги прибираме со статистички истражувања во однос на раѓањата кажува дека се намалува бројот, континуиран пад на бројот на раѓања, а континуирано зголемување на бројот на раѓања во странство. Значи сите овие работи кажуваат дека добар дел од нашата популација е иселена од државата, не се наоѓа во државата, и оттука мојот страв. Јас не може да знае колку се и да знаевме во статистика, зарем ќе правевме пописи, ќе имавме податок. Има некои можности да тоа да се утврди по индиректен начин, меѓутоа тука ги немате личните податоци, имате само бројки, а и тоа не можете секогаш да ви биде гаранција од другите земји, бидејќи сите земји имаат добра евиденција на доселениците, односно на странските државјани кои што живеат во тие земји, бидејќи постојат одредени правни процедури кои што мора да се завршат, да добијат одобрение за престој, инаку би били легалци и би биле цел на други на одредени реперкусии од страна на тие држави. И такви податоци има. Меѓутоа, никош не знаеме од каде дошле во таа држава тие. Значи можете вие од тука да отидете во Италија, од Италија во Германија, за Германија се брои дека некој влегол македонски државјанин, а не дека од каде дошол. Инаку последните податоци, дел од тие податоци што ги гледав се запрепастувачки. Примерно податок од Германија, од Германскиот статистички завод,
дека на крајот на годината, на 2020 година, во Германија имаме 128.000 македонски државјани кои што пристигуваат таму со одобрение на престој. Значи, ова е само за Германија, тоа е една огромна бројка. Не знаеме колкав е оној број на наши на лица кои што потекнуваат од Македонија, а имаат германско државјанство, бидејќи Германија не дозволува двојно државјанство, кој бидејќи тоа се за таков нивни државјани и тие не ги сметаат за странци. И има една податок, не знаеме колку наши државјани отише таму со бугарски пасош, бидејќи тие ги сметаат како бугарски државјани. А бројката на бугарски државјани во Германија е преку 300.000. Така да кажам, само овој податок на вистина ќе ве замисли каде се останатите европски земји, каде се прекуокеанските земји и така натака. И од она што сега го прибираме со само попишувањето во странство, верувајте ми, нема точка на земјата кугла каде што немаме наши државјани. Мислам за препастувачки дури, кои ги објавуваме по земји секој ден, кои гледаме тие податоци, не се голем број случаи, ама имате индикација за наталитетот на нашите граѓани во Германија? Дали таму има на одреден начин дебаланс во природниот прираст? Редовно добиваме вакви податоци, бидејќи се должни земјите за странските државјани да ги пратат овие податоци во домицилните земји. И кажам, ова бројка постојано се зголемува. Значи, ако во моментот некаде околу 15.000, не ме фаќате точно за збор, никош не сум се обидувал да ги памтам бројките, околу 15.000 се раѓаат во земјата, повеќе од 5.000 се раѓаат во странство. Ама тоа се оние кои што немаат нивно државјанство. А бидејќи голем број на земји дозволуваат и двојно државјанство, значи и ако се македонски државјани, ама го имаат државјанство на таа земја, таков податок веќе не добиваме. Значи, дополнително тоа е поголем бројот на раѓањата во странство на деца од наши државјани. Добро ги спомна, имаме евиденција за бугарите во Германија. Немаме евиденција. Значи има Германија има, добро. Бугарски државјани, има колку од нив се наши со нивни пасоши, тоа не знам. Имаме ли индикација колку ќе бидат бугари во Македонија? Со индикации не разговарам, општо не сакам да спорам. Меѓутоа дефинитивно ќе покажеме точна бројка после пописот. Тоа значи дека тие што имаат бугарско државјанство ќе се регистрираат како државјани на Република Македонија со бугарско државјанство или ќе се го регистрираат македонско државјанство, бидејќи ние дозволуваме. Значи, државјанството е белег, за кој што фаќаме податоци и има 4 можности на одговор. Дали дека сте македонски државјани и државјани на друга држава, ја наведувате која, дека се државјани само на друга држава и дека немате државјанство. Ова се мал број на случаи кои што и очекувам да бидат, можеби да ги нема повеќе, бидејќи колку што знам, Министерството за труд и социјална политика интензивно работи ваквите случаи да бидат решени. Што правиме со сега? Има тука една работа која исто така предизвика малце реакција, а тоа е наглиот пат на природниот прираст, односно растот на морталитетот без соодветен пораст на наталитетот. Дали е тоа резултат? Тие 6.700 колку што е навестено, односно соопштено, е резултат на смртните случаи од ковидот или е тоа тенденција која треба да не загрижува заради континуираниот пат на наталитет, природниот прираст? Очекувам доста скоро да излезе анализата, податоци од анализата која што се прави во моментот, бидејќи правиме упарување помеѓу податоците кои што ние ги прибираме со статистичкото истражување на умрените и она што е евиденција за починати со заразени од вирусот на COVID, што е од Министерството за здравство. Значи ги вкрстуваме овие податоци, кои работиме заедно со Институтот за епидемиологија, бидејќи сепак треба стручни лица за тоа, и да се утврди колку вистинската причина за смртта е ковидот, а колку се некои други, бидејќи вие можете да бидете заразен ковид, а лицето да починало со 10-та причина. Така да не би однапред говорел, во секој случај бројките за 2020 кажува дека бе некаде околу 2700 и нешто случаи починати со ковид, а ова бројка е за препастувачки голема, нели? И каде што таа разлика веројатно се должи нешто друго.
има во тој дел многу луѓе, попаметни луѓе од мене кои што таквите анализи треба да ги направат и да ги соопштат податоците. Предпоставувам лично дека застојот во здравството во другите области заради ковидот бидејќи е една од причините и за вакво нешто, меѓутоа тоа не можеме да го тврдиме во никој случај. Ако е иселувањето еден од аспектите на, да речем, условно намалување на популацијата, природниот прираст на што друго се должи? Пака прво имаме еден демографски феномен или закон кој што тие трендови не можете да ги стопрете колку год да влијаете. Современиот начин на живот или менувањето на начин на живот придонесува во правец на намалување на наталитетот, со самото тоа старење на населението и зголемувањето на морталитетот. Тоа се нарекува така наречена демографска транзиција, кога и тоа е моментот за почнува таа транзиција, кога ќе почне да се намалува наталитетот, да се зголемува морталитетот. И тоа е еден тренд кој што тешко можете да го застанете, бидејќи е природен закон, како да речем. Од друга страна, миграцијата е по мене клучен фактор во овој дел, бидејќи двојно влијае. Прво, имаме влијание загуба на жива сила. Значи се иселуваат луѓе, најчесто се тоа млади луѓе кои што треба да го носат тој наталитет иден. И индиректно губиме на тој начин и во бројот на раѓањата. И наредниот број на раѓања, пошто тие деца растат таму кај се продолжуваат да живеат таму и тој следен потенцијал исто така го губиме. Така да клучен фактор би бил покрај другите, меѓутоа сепак клучен фактор се миграциите, иако и демографската транзиција кажува, нели, порано луѓето и оваа транзиција во Македонија почета некаде 60-тите години, да се разбереме, не е тоа нов феномен. Во еден период на владата на Груевски се обиде стимулативни мерки кои значеа за едно дете, за две деца, за три деца и така натаму. Знам статистички дека после една декада од таквите мерки можете да ја видите сликата. И ако е ова слика на пат на наталитетот, значи нема ефекти од такви стимулации? Јас бев во почетокот вклучен во таа да крстиме тој тим кој што изработуваше таа стратегија и од уште тогаш тврдев и стојам уште на тоа стојалиште дека беше погрешна таа политика. Значи сите пронатални демографски политики не успеале во светот, а ги правеле скоро огромен број на земји. Зошто не успеале? Бидејќи не можете вие со сила некого или со било какви стимулативни мерки моментални, кои што се инцидентни, кои што се краткотрајни, да го стимулирате раѓањето. Факт е дека некогаш економските причини се придонесуваат за намалување на наталитетот. Децата чинат пари, нели, кошта нивното одгледување и така натака. Меѓутоа, ајде да се вратиме малку историјата. Кога луѓето биле постојано наталитетот бил исклучително висок. Денес имаме други фактори кои што влијаат многу на наталитетот. Тоа се образованието, нели, продолжувањето на оној период стапување во брак, раѓање деца, градењето кариери и други работи. Па на крајот на кризата сакање желбата за да се има поубав живот, да се прошета, да се види, малку се одложуваат и оние ги одложуваат овој чин и оние луѓе кои што планираат да формираат семејство. Она што по мене е клучно, за да вие ги обезбедите условите, дали ќе се успее, тоа е друга приказна, бидејќи тоа нема гаранција, е да се обезбедат 5 клучни фактори за да се влијае на се и на комплетниот демографски развој. Тука би го и наталитетот, меѓутоа и на миграциите. Тоа се да обезбедите на секое место, на секое делче од територијата на државата квалитетни услови за работа. Значи да можете најдете работа и добра екзистенција од тоа. Второ, да обезбедите квалитетно образование. Трето, обезбедите квалитетно здравство на секој делче. Да имате добра комуникација со остатокот од државата, квалитетни патишта, сообраќајници и слично, брзо да може да стига секаде. И пето, да ги обезбедите оние можности за културен живот, не знам, добро, на крај, ова кога ќе се обезбеди, тогаш веќе можеме да разговараме за некакви услови. Ништо друго не успева. Добро, на крај со Апостол Симовски, директор на Државниот завод за статистика, за нешто што сите не интригира. Пофрапантни податоци дека во првиот квартал немаше, односно беше и минусно салдото на порастот на одредени гранки стопански, дека GDP-то не расте.
Тоа споредено со првото тромесечје од 2020 беше и разбиливо со оглед на фактор дека тогаш имаше пораст. Какви се сега најновите ваши теренски сондажи? Рано е уште да говориме за бруто домашниот производ, некаде во септември треба да го објавиме за вториот квартал податокот. Меѓутоа, оние фактори кои што влијаат на бруто домашниот производ, веќе објавуваме податоци за април, за мај. Имаме објавено и кажуваат трендови на раст. На раст и нормално зачекување, бидејќи вториот квартал минатата година беше се соочивме со ковид кризата, сопре се живо во државата, па и стопански економскиот живот, и нормално зачекуваме да бидат подобри состојбите. Меѓутоа, имаме континуиран раст на индустријското производство, имаме континуиран и добар раст на размената со странство, имаме раст континуиран во градежништвото, така да очекувам дека ќе имаме дефинитивно подобри резултати. Меѓутоа, и тука е прашањето што е тоа подобри резултати. Бидејќи сепак минатата година не е година за репер. Треба со рецесија да ги компарираме. Да, апсолутно. Добро, благодарам. Тоа беше Апостол Симонски, директор на Државниот завод за статистика. Според него нема одлагање на пописот што треба да се одржи во втората половина на септември. Се разбира да молиме Господ да не дојде до некоја нова ескалација, но како и да е, она што мене ми остава впечаток од неговото излагање, тоа е дека иселувањето е тренд, дека во Германија официјално има над 120 и кусур илјади наши граѓани, наши државјани со македонски паспорт. Се разбира, уште не е известно колку од тамошната бугарска колонија се со македонско државенство, но тоа е дел од светските миграциони движења и тоа ќе останува на сета тековна економска политика, дотолку повеќе што е загрижувачки природниот падот, радикалниот пад на природниот прираст и раст на морталитетот. Благодарам уште еднаш што бевте гости.